големата промена е дека се претворивме од држава која во ходник чека каква ќе биде одлуката за нејзината иднина од страна на големите сили, во држава која што влезе во клубот, влезе во алијансата, влезе во клубот на држави кон кои што сакаме да припаѓаме. И ние дискутираме за глобалните предизвици, а не чекаме некој друг да најде решение на нашите маки. Се ова носи обврски и предизвици. Мислам дека е добро паралелно да ги гледаме работите. Отворивме една врата, ама во таа нова просторија не чекаат нови обврски. И ние тие обврски како влада воопшто не ги сметаме за здраво за готово. Се тоа обврски кои што повторно ние ќе треба да ги сработиме. Во делот на одбраната ги започнавме одбранбените реформи, започнаа реформите во армијата, тие повлекуваат пари и тие пари секоја година ги зголемуваме не заради НАТО, туку заради тоа што сметаме дека институцијата која ужива најголема доверба кај нашите граѓани треба да биде соодветно поддржана и финансирана. И втората работа се разбира е дека не ги забораваме политичките критериуми без чии исполнување немаше да ја добиеме поканата за НАТО. Демократијата е, како велат, work in progress. Оваа година многумина мислеа дека со јануари практично целиот фокус на државата ќе оди на изборите, парламентарни или само председателски, seедно, дека практично целиот реформски залет ќе биде изгубен. Меѓутоа погледнете, фокусот во овој период беше во две важни реформи кои што беа важни за НАТО, важни се за Европската унија, најважни се за нас самите. Едно е борбата против корупција, а другото се реформите во правосудството и особено вклопувањето на специјалното јавно обвинителство во рамки на системот за обвинителство. И ние сме свесни дека и на овие две прашања мора како влада и како држава да најдеме најсоодветно решение. Повторно, не заради НАТО, еве таа работа не е завршена, не заради Европската унија, иако сме и тука амбициозни, туку пред се заради обврските кои што ги имаме пред нашите граѓани. За жал, за на крај, сакам да додадам дека членството во НАТО значи дека од овој момент натака ние и на експертско, и на воено, и на политичко ниво сме дел од клубот кој има обврски. Тоа значи дека на секој ваков состанок ќе не анализираат и ќе не ценат според тоа како ќе настапиме, што ќе кажеме, како ќе постапиме, која ќе биде нашата одлука. И ова не е мала работа. Мали држави како Северна Македонија нема да имаат втора шанса да направат прв печаток. Во овие месеци ќе се формира сликата за нас како една членка на НАТО. И мислам дека сме свесни за сите овие предизвици, свесни сме и дека нашето однесување во НАТО ќе биде многу важен критериум за оценка и на нашиот европски план. Меѓутоа, дефинитивно покажавме дека, како и во минатото, НАТО алијансата знае да им помогне на државите да ги решат своите билатерални или своите регионални проблеми. Големиот успех наш во изминатиот период не е само што го решивме спорот прво со Бугарија, па потоа со Грција. За мене најголемиот успех е тоа што првите реакции, првото прифаќање, првите ратификации доаѓаат од нашите соседи. И тука сакам навистина да се заблагодарам и на Хрватска како поранешна контакт амбасада, на Словенија како сегашна контакт амбасада и да покажам дека навистина покажаа што значи тоа. Дека тоа значи поддршка во најважните моменти. Се уште не беше дури ни завршена целосно процедурата на нотификации, кога Словенија одлучи да почне со ратификацијата. И ние тоа не го забораваме. Практично и самите бевме изненадени со брзината на настаните. Меѓутоа, веднаш потоа следеа и останатите наши соседи. Денеска ми е драго додека разговараме, можевме да чуеме дека Бугарија ја ратификуваше спогодбата, претходно тоа